Штувани, без намера посебно да навлегувам во манипулативните тези што ги пласира ВМРО-ДПМН, сакам уште еднаш се осврнам на аферата Телеком. Фактот што ВМРО-ДПМН денес повторно избор улогата на партиски истражен орган само потврдува дека очено се обидува нешто да се окрие. Наместо јавниот обвинител јавно да соопшти дека е покрената истрага за целосно расветлување на огромниот корупцијски скандал со Телекомот, Груевски и неговата партија јалова се обидува да ја уморат јавноста со партиски препукувања. Ова се повеќе ми наликува на аферата за 750.000 евра скриени во шиши и понајдени кај возачот на Срđan Керин, која открија унгарските власти. Јасно е дека Груевски и ВМРО-ДПМН бараат разни изговори за да забошатат скандалот со Телекомот. Никола Груевски, како министер за финансии, ја минуваше приватизацијата на Македонски Телеком на 15. јануари 2001 година. Од тогаш, во изминативе 11 години, сите нелогичности за Телекомот неизбежно упатуваат на адресата на Никола Груевски. Договорот на партиската фирма на ДПМН е Аналитико со Телекомот е склучен во мај 2006 година, период кој е предмет на истрага и одлука на американските власти. Тогаш ВМРО-ДПМН во пресред на изборната кампања е со блокирана жиросметка, а партиската фирма Аналитико склучува договор со Телекомот за дистрибуција на сим картички. Да подсетам, во Аналитико работеле Мартин Протугер, Гордана Јанкуловска, Елизабета Канчевска, Александар Бичиклиски. Собственик на фирмата бил Ален Закиров, а директор Оливер Шамбевски. Дури дел од овие лица биле повикани на разговор од страна на американските истражни органи. Во април 2011 година се случи нелогична трампа на трите згради на Телеком заедно со доплата од 16,6 милиони евра за една недоградена зграда Карабина во собственост на лице близко до власта. Владата на Груевски и ВМРО-ДПМН ја одобри трампата, иако странскиот доминантен акционер побара дополнителна анализа за оправданоста на оваа сделка. Овие скандали ќе следат Никола Груевски до крајот на неговата кариера. Тој во своите раце има апсолутната власт и целосно командува со надлежните државни институции. ВМРО-ДПМН лажно тврди дека американските докази не важат во Македонија и дека не може да се докаже или дознае кој учествувал во овој скандал, бидејќи дел од осумничените се недостапни за македонските правосудни органи. Сите инволвирани во овој корупцијски скандал, без разлика на која политичка опција припаѓаат, мора да одговараат пред македонските закони. Благодарам.